ненадлежност која што се прави при изборот на нови пратеници и да дадам правно појаснување процедурално врз основа на кое би барал ваше појаснување. Значи членот 17 е сосема јасен. Вели, едно е верификациона комисија, тоа е за првите пратеници. Секогаш кога иде пратеник во остаток на мандат, тоа значи втора тура, трета тура, четврта тура пратеници, вели врз основа на извештај на ДИК, тоа го имаме, и врз основа на предлог од комисија за деловнички и мандатно имунитетни прашања. Таков предлог во случајов немаме. Тоа значи дека таков предлог е субституиран и е заменет со извештај на комисија која веќе не постои. Тоа е комисијата верификациона која ни ги верификуваше нашите мандати, подпишана од госпоѓа Шахпаска. Таа комисија со верификација на нашите мандати престана да постои со конститутивната седница, бидејќи не станува збор за местна ненадлежност. Како, например, нешто е судска надлежност, па ја наместо во Кочани ќе го поднесам во Охрид во судот. Тоа е местно и он ќе го препрати. Не, тука е стварна ненадлежност. Во случајов, ниту персоналните состави на комисиите не се исти. Верификационата е 5 члена, оваа за мандатно и имунитетни прашања и деловнички е 9 члена. Значи, правите грешка во чекори. Тоа значи дека треба да ја формирате таа комисија и потоа таа комисија да ни даде предлог со кој што ќе бираме втора, трета или четврта тура на пратеници. Вака оставате простор цело време да им се спори легитимитетот, односно мандатот. А тоа што го кажа колешката, дека ВМРО така правило, баш ми е гајле. Ред е да почнете да работите онака како што налага деловникот и уставот. Ви благодарам.